Прилеп е еден од ретките поголеми градови во Македонија кои нема центар за лекување на зависности. Оние кои имаат потреба за тоа мораат секојдневно да патуваат во Битола или Кавадраци, што ги изложува на голем трошок и токму поради тоа некои зависници воопшто и не ги посетуваат ваквите центри. Ова денеска беше посочено на тркалезната маса на тема институционална поддршка и сензибилизација на локалното население за програмите за превенција од ХИВ во организација на Црвениот крст на Република Македонија и невладините организации Хера и Хопс од Скопје. Невладините организации и Црвениот крст денеска на трибината во Прилеп побараа итна, поголема активност на овој план од страна на локалните власти. Оно што му фали на градот Прилеп е центар за лекување на зависности. Граѓаните на Прилеп, оние лица кои што имаат проблем со зависноста, патуваат во Битола или патуваат во Кавадарци. Оно што треба да го побараат локалните власти од централните власти е да се овозможат и човечки просторни капацитети да се отвори центар за лекување на зависности. Дали тоа ќе биде со метадон, или тоа ќе биде со бупренофин, или со двата лекови, тоа може да се направи, бидејќи во рамки на буџетот на Министерството за здравство постои програма за лекување на зависности, кој што за оваа година е приближно скоро 70-80 милиони денари, што е доволно да тоа се направи. Има и стручен кадар, значи оделението за психијатрија кој што при болницата има обучен кадар кој што може тоа да го прави. Само треба малку повеќе волја, политичка и локална, да се отвори ваков центар за граѓаните да не патуваат секој ден заради третманот. Поради немањето на вакви центри и несоодветниот третман, често пати доаѓа до губење на млади човечки животи од предозирање. Од друга страна тоа е поддршка за семејствата. Лице ставено на лекување е наевтино во однос на лице кој што треба да оди во затвор, лице кој што има судски постапки или полициски постапки, се спасува човечки живот, лицето се ресоциализира, се рехабилитира, потоа може да се вклучи во општеството да биде поддршка, односно да помага во заедницата во која што живее. Црвениот крст во Прилеп со превентивна програма на овие лица работи од 2006 година. До сега биле евидентирани 250 зависници, но нивниот број е далеку поголем. И тие бараат поголема ангажираност на сите надлежни институции. Во последно време имаме многу промена во однос на земањето на психоактивни супстанции, додека порано кога почнавме беше главно хероин, сега е веќе злоупотреба на медикаментозна терапија, антидепресиви, аналгетици, психотици и така натаму, кои што во најразлични комбинации представуваат и други представуваат многу поголема штета, заедно со некои синтетски дроги и така натаму. Мора тука системски да се решава оваа проблематика, да имаме слух сите институции, бидејќи сепак се работи за наши граѓани и тоа не е само индивидуален проблем, туку е пред се социјален проблем, страда цело семејство, страда цело општество. Имаме комплетно дисфункционализација на личноста како единка, па се до социјално битие. Поради немањето соодветни центри за едукација на овие лица, ако порано тие користеле најмногу хероин, сега енормно била зголемена злоупотребата на антидепресиви, психотици и аналгетици, кои премногу штетно делувале врз организмот и затоа се почесто доаѓало до ампутација на одредени делови на екстремитетите или пак смрт. Особено е ризично доколку земаат сам по сам, тогаш не можеш да интервенираш за предозирање и така натаму. Така да, не знам, еве последниот месец имаше 2 случаи на млади лица. Соработка со Центарот за јавно здравје, да, имаме преку тестирање за ХИВ, исто така и при едукација на младава популација, например школскава популација, еве сега и со факултетот, и тие едуцираат и ние едуцираме заедно со полиција како превентивни мерки. Меѓутоа, сепак мислам дека неопходно е системско решавање на ова прашање. Зависноста од дрога и вирусот ХИВ се често пати поврзани, токму поради тоа што вирусот на ХИВ може да се пренесе преку заедничка употреба на шприцеви и прибор кои што ги употребуваат зависниците. Првиот случај на ХИВ во Македонија е регистриран во 1987 година, а досега има регистрирано над 400 случаи. Се уште се водиме како земја со ниска стапка на заболени од ХИВ. Поради превентивната програма на Црвениот крст и бесплатното делење на шприцеви, скоро и да нема некој зависник кој што е заболен од ХИВ по овој пат. Инаку, 14 години, меѓународно се финансираат програмите од Глобалниот фонд за борба против туберкулоза, сида и маларија.
Клучните активности во Прилеп за превенција од ХИВ досега ги носеше општинската организација на Црвениот крст. Кога заврши последното финансирање од глобалниот фонд, тоа беше крајот на 2017 година, а владата на Република Македонија имаше должност да ги преземе овие програми и од јануари 2018 година овие програми беа преземени со финансирање од страна на националниот буџет, односно од програмата заштита на населението за ХИВ-СИДА, со вкупен буџет од 47 милиони денари, кој што вклучува превенција на ХИВ по мигрантливи групи, кој што вклучува поддршка на локалните институции кои што работат на опрашање и третманот со антиретровирусна терапија. Третманот се одвива се уште во клиниката за инфективни болести, кој главна институција, додека превентивните активности ги спроведуваат граѓанските организации во 14 градови, вклучувајќи го и градот Прилеп. Превенцијата на ХИВ опфаќа најразлични активности за лицата кои инјектираат дроги, сексуалните работници, поддршка на лицата кои живеат со ХИВ и други. Затоа, потребно е да се разбере дека денеска терапијата за ХИВ е современа и може да се живее долг и добар живот. Но важно било во иднина и локалната самоуправа да се вклучи со соодветен буџет за поддршка и превенција на ХИВ кај ранливите категории.